Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Убаво е кога човек се чувствува весел, расположен. Па да се потрудиме и ние со вечерашна наша програма да го расположиме вашето чувство. Да ме молат, не се женам, да ме молат, да ме колат, Јоп, не се женаме, не се женаме. Еве брат ми се ожени и ожена длане кренаме. Јоп, не се женаме, не се женаме. Ке се заврати дома, Јоп, не се женаме, не се женаме. Ако земам жена стара, ден и ноќе ке се караме. Јоп, не се женаме, не се женаме. Земам јасловица, ке донесе булук деца, Јоп, не се женаме, не се женаме. Ако земам оставена, не ке седи ни 2 дена, Јоп, не се женаме, не се женаме. Земам селско чедо, бргу ке ме вика дедо, Јоп, не се женаме, не се женаме. Ако земам градска мома, ке ме истера од дома, Јоп, не се женаме, не се женаме.
Драги дечиња, и овој пат со вас е тетка Драгица и уште една нова приказна за вас. Овој пат ќе зборуваме за крале Марко. Еве што се кажува во приказката за крале Марко. Во 14. век, повторно како и во 10. век во Македонија, со Самоиловото царство, ќе блесне царската династија на кралот Волкашин и крале Марко. Повеќе од 600 години тоа име е легенда, еп, историја и слава на македонците. Крале Марко како јунак над јунаците се слави исто како нов Херакле. Марковата држава и Охридската архиепископија представуваат единствената моќ меѓу православниот свет и затоа Марковото име се слави на пошироки простори и кај повеќе народи од Влашко до Солун и од Цариград до Јадран. Таа династија ги опфаќа делата на Волкашин со сите своји синови и ќерки, што од млади кнезови станале принцези и кралеви. Така е запишано низ сите манастири и цркви, чии ктитори биле синот Марко, Андреја, Иванеш и Димитрија или Митраш, сестрите Оливера, Дева, сите чеда на Волкашин и царицата Евросима, како и Елена. Славен е Прилеп како царска престолнина и како седиште и тврдините царски застапени се по сите македонски градови Битола, Преспа, Охрид, Сер, Лариса, Солун, Струмица, Скопје, па се до Цариград. Во 1371 година кралот Волкашин, брат му Углеша и цел одред свети војни сликани по фреските загинале во битката кај реката Марица, во љута битка со османлиите. На помош не им притекнал ниту еден од православните соседи, затоа и крале Марко касно стигна на Косово, се рамнеле стари сметки династички. Младиот крале Марко, законски престолонаследник на татко му Волкашин и неговите совладатели, мајка му и браќата овековечени се во Марковиот манастир кај Скопје и манастирот под Маркови коли во Прилеп. Тоа е лик на фреска на цар што зарачи со вера и енергија, достоен владетел и заштитник на народот. Над влезната врата на манастирот стои надписот: Јас, кралот Марко, го создадов и испишав овој манастир Божји храм. Таа заштита на Македонското царство лебди на ликот, круната и писмото со рогот во раце како символ на силната православна македонска династија во налет пред турското освојување. Го чува народот и ја чува Македонија. 25 години по своите владење, кралот Марко и браќата оставија прекрасни цркви, манастири, царски дворови и тврдини по сите македонски простори. Тоа е историја пишувана со фрески и македонско црковно писмо, 1000 години употребувано во целиот православен и македонски свет. Градбите оттогаш уште стојат со целиот сјај на фрескописот и иконостасите. Тоа се заслужи со место во епот и митот на јунакот на јунаците. Парите со ликот на крале Марко биле во оптек насекаде, како и парите од Евросима и младиот крал Андреја, ковани во Марковата ковачница во Охрид. Сите Волкашинови наследници имале самостоен статус и богатство за да градат и живеат раскошно и во благосостојба со народот. Сите со години подигале од среброто во Дубровник што го имал депонирано Волкашин. Крале Марко на кој со боздоганот во раце, штитот и копјето истие како сите војни, кралеви од Македонија. Духот на Александар, на Јустинијан, на Самуил, на крале Марко, на Гоце Делчев уште го чекат македонците за да ги штити како што било тоа од секогаш. Ете тоа беше, драги дечиња, приказната за крале Марко. Радувајте се и бидете горди на вакви војни како што е крале Марко, Александар Македонски и уште многу други цареви, кралеви, исто така револуционери, војводи и така натаму. Добра ноќ, драги дечиња.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Беше летна вечер, кога се збогувавме, ти ми рече довидување и ме остави сам. Беше летна вечер, кога се збогувавме, ти ми рече довидување и ме остави сам. Две солзи ми капна, љубов моја, кога ми рече довидување и ме остави сам. Две солзи ми капна, љубов моја, кога ми рече довидување и ме остави сам. Снегна прагот пристигна, а тебе те немаше. Долго време јас те чекав, ти крај мене не дојде. Снегна прагот пристигна, а тебе те немаше. Долго време јас те чекав, ти крај мене не дојде. Две солзи ми капна, љубов моја, кога ми рече довидување и ме остави сам. Две солзи
reče doviduvanje i me ostavi sam. Koga mi reče doviduvanje. И вечерва сме со рубриката Верували или не, или вистински настани како приказна. Во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со Рајна Самандова, исто така од Ново село Штип. Песна опеана токму за нејзе. Еве што се кажува. Уште една штипјанка со името Рајна, но ова е Рајна Самандова, родена исто така во Ново село Штип во 1888 година. И ова Рајна била многу убава, така што во неа бил влюбен Јордан Гаджов, исто така од Штип, и не дозволувал никој од штипските ергени да и придат на Рајна. Оној кој ќе направил такво нешто бил бркан по новоселските сокаци од самиот Гаджев и тепан. Тој исти Јордан Гаджев толку многу бил влюбен во Рајна Самандова што секој ден го праќал алваджијата Томчо Атанасов да ја однесе алва. А Рајна во прво време божем одбивала, но затоа пак незината помала сестра ја јадела целата алва. Тој исти алваджија многу пати пак бил во непријатности, иако само што си ја вршил својата работа. Меѓутоа што се случува? Мајката на Јордан, Санда Гаджова, од некои неразјаснати причини не сакала да чуе за Рајна, а камоли да биде нејзина снаа. Таа успеала за да го прати да емигрира низиниот син Јордан во Бугарија. Но вечерта пред да замине за Бугарија, отишол пред портата на куќата на Рајна и тивко низ солзи запеал: "Жали моме да жалиме, како ќе се разделиме, ти од мене, јас од тебе." Бидејќи тогаш се одело пеш, и кога стигнал до половина пат, бидејќи одел за Софија, а Штип Софија е некаде околу 215 километри, тогаш се сетил дека сгрешил и веднаш решил да се врати назад во Штип. Но, бидејќи сите жители знаеле за врската помеѓу Рајна и Јордан, а исто така пред да замине за Бугарија, неговата мајка ја разнела веста низ целиот Штип, така да кога стигнал во Ново село, видел како Рајна ја носат на бања, односно нејзините родители веднаш решиле да ја омажат за друг. Тој сакал да оди да ја грабне, но Рајна била обкружена од кометите кои биле повикани од незиниот зет од постарата сестра, така да не успеал да ја грабне. А таа се омажила за друг. Цели 10 години Јордан Гаджев не се оженил. Отишол комита, а турците го уапсиле и го ставиле в затвор, но потоа бил ослободен. Подоцна се жени за девојка од Кривидол, Сава Шопова. Умира 1949 година. За Рајна и Јордан има песна опеана, но пред да одиме на тоа, да кажам дека на денот кога била свадбата на Рајна, вечерта Рајна му избегала на младоженецот и отишла кај низиниот зет за сестра Стојче Коларов, за да тој пак помогне Рајна пак да се врати кај младоженецот. Но, иако од многу молби од младоженецот, Стојче одбил. По 2 години таа се мажи за Милан Донски, 15 години постар од неа, од село Богословец Штипско, кој потоа пак умрел 1947 година. Во бракот се родиле 6 деца, 4 машки и 2 женски. Ете, тоа беше приказната за Рајна Самандова и опеана е песна токму за неа. Па да ја чуеме.
Во продолжение на вечерашнава наша емисија, Одисеј Белчевски ќе ве запознае со вистинската историја на Македонија и Хомеровиот јазик, кој дефинитивно е македонски, што и ден денес ние македонците ги употребуваме тие зборови во секојдневниот живот. Инаку, Одисеј Белчевски, кој околу 40 години го истражуваше Хомеровиот јазик, па дури и латинскиот, староанглискиот, старофранцускиот и старогерманскиот јазик, што од Хомеровиот јазик има над 1000 зборови. И тоа да спомнам дека издадени се книги од некои од македонските историчари, публицисти, новинари и така натаму, па би рекла и од другите републики на поранешна Југославија, позајмени од Одисеј Белчевски, но тоа се авторски права или копирајт од студиите на Одисеј Белчевски. Денес продолжуваме со македонските корени на англискиот и така наречениот старо прото-германски јазик. Всушност тоа е една творевина, вештачка творевина од западните лингвисти, специфично од Оксфорд, затоа што германскиот јазик во корено е славјански македонски, али тоа тие го избегнуваат и не сакат да го кажат. Кога го бараме значењето на зборот, се враќаме на стариот така наречен индоевропски јазик, кој што е всушност теоретски јазик, али во него ги најдваме точно македонските зборови. Така да кога ќе кажат индоевропски и ќе го кажат кој е зборот, и гледаме дека всушност тој е македонски, кој што се употребува и ден денес. Ови се зборовите од секојдневниот живот, кој што се во употреба кај нас, кај македонците, а повеќе од нив исто така во употреба кај милиони славјански народи. Сакам да напомнам дека во 1994 година јас бев во Скопје во Македонија и тука присуствував на едно предавање на Македонскиот универзитет Кирил и Методија, кај што се представија моите студии и испитувања за древноста и функционалноста на македонскиот јазик. Сакам да нагласам дека функционалноста и концепцијата се најзастапени во нашиот јазик, што значи дека зборовите се поврзуваат и во смисла и во самата фонетика како што се изговараат. Спрема моите долгогодишни изучувања за Хомеровите поеми, лингвистиката, тоа е лексиката во овие творештва, Хомеровите поеми биле народно творештво на пелазгите, на најстарите македонци, како што реков, од касното бронзено време. Во понови времења пак се изразува и излегува некаква, да речеме, сличност со Хомеровите поеми, а тоа се песните на македонскиот владател Крале Марко, кои што имат голема сличност со Хомеровите поеми. За штета, нашите филозофи, лингвисти, филолози, лингвисти, го прифатиле тоа што германската и англиската школа го пропагирала повеќе од 300 години, а тоа не било точно и било со цел на сокривање на македонските корени и лесно можам да се изразам праславјанските корени на овие лингвистички дела и така овие вековни лаги и дон денес продолжуваат. Со моето испитување се докажа дека оригиналниот антички јазик во Европа е македонскиот, кој што се разбира се менувал и претрпувал додатни работи. Јазикот е секогаш динамична работа и се менува со времето. Тука постои и така наречена генеза или преобразба на јазикот. За христијанството зборувавме како во христијанскиот речник постојат македонски зборови. Последниот пат го спомнавме зборот Евангелие, апокрифа, кристен и така натаму. Денес ќе продолжиме со зборот ангел. На сите нас ни е познат зборот ангел и ден денес ние велиме ангел, додека на еден семитски јазик, а семитските јазици се тие кои што се зборуваат, да речеме, во близината на денешен Израел и во Блискиот Исток, а исто така во северниот дел на Египет. За ангел се вели
Мелек или Малак. А пак на еврејски или хебрејски се вели Шеруб. Зборот ангел и ден денес не е објаснат спрема лингвистите на модерното време, денешното време, а то значи носач, пратеник. Во грчки јазик имаме ангелос, се разбира, во англиски имаме angel, во француски имаме angel исто. И кога го бараме коренот на овој збор, крајно можам да кажам дека спрема етимолозите на Оксфорд, тие го поврзуваат со зборот ангарија или ангаро, што значи носач. Ова автоматски го поврзувам со македонскиот збор ангарија. Овој збор не е турски, тоа го имам проверено 100%, а исто така не е ни арапски, а пак Оксфорд означува или кажува дека ова е некој непознат збор од источниот свет. Источниот свет, да го речеме, е Блискиот исток. А ден денес пак повторувам, имаме ангарија, тоа значи човек што работи, ние велиме човек што работи за без пари, или па може да работи за Господ, за Господа. Спрема моето испитување досега се поврзува со нагрб. Нагрб значи буквално кога нешто се носи на човекот самиот, тој го носи. Продолжуваме со зборот литургија. Тој се смета дека е грчки, но нема корен во грчкиот јазик. На старомакедонски луите е луѓето. На старославјански људи, лади, на чешки е лиди, лиде и така натаму. Така да зборот литургија е поврзан со луѓе, тоа е луѓето, лите, лиде, и ургија или аргија, што значи работа, како што имаме, например, коренот на арг или аргат, така да зборот пак се поврзува со македонскиот јазик. Мислам дека го имам спомнато зборот Госпел, нормално се поврзува со Господ, Господе, God. Потоа продолжуваме со зборот гриф, кој што се поврзува со греф, suffering sins на англиски, и тој исто така се поврзува понатаму со крвта, нешто што не е пријатно за човекот и така натаму. Продолжуваме со зборот блес или блос, да те блосова или благослови, тој е пак наш македонски збор. И еден многу важен збор го имаме тука запишано, а тоа е икона или икон, icon на англиски. Кога го бараме потеклото на овој збор, Оксфорд, да кажеме, буквално се мачи, не може да го најде и го прогласува како uncertain origin, ќе го кажам на англиски, што значи не се знае од кај е потеклото. Али во лингвистиката се доста пати се сврлува првата, како овде е L, што значи тука имаме лик, ликон, ликон е македонски, што значи лик, слика, појава. А исто така ликон се наоѓа и во латинскиот јазик, што значи имидж. А имидж значи појава, да речеме image на англиски, likeness на англиски, portrait и така натаму. Продолжуваме со зборовите. Ќе кажеме нешто генерално во врска со нашиот јазик, стариот македонски јазик, и ќе кажам нешто тука за Свети Павле, исто така и за преведувањето на најстарата Библија, што се смета дека е еврејска Библија, преведена од најстарите еврејски записи. Што е многу важно, многу книги и стари писанија кои што постоеле во минатото се изгорени, уништени за да се заборави вистината. Во врска со христијанството, сакам нешто да кажам што е важно, дека спрема Плато, кој што бил антички филозоф, некаде околу 500 години пред нашата ера, а тоа е пред времето на Филип и Александар, во неговото дело, големо дело, Кратилус, тој ги спомнува и првите извори, или да речеме традиции на христијанството. И тука цитирам: македонските свештеници, чисто јасно кажува македонските свештеници од 700-та до 800-та година нашата ера, ги миеле децата и новородените во вода, затоа што водата била света, а знаеме дека крштењето
еден од најголемите традиции е баптизмо, да речеме, или капење во вода, како што Ристос ги правил тие работи на реката Јордан. Продолжуваме со факти за христијанството и тука ќе спомнам малце за Павле, тоа е Свети Павле. Во 2006 година во Ватикан се откри камен плоча на ковчег со името на Свети Павле. Тоа било покриено, да речеме, скриено во темелите на една од главните цркви во Ватикан и се прашуваме зошто ден денес ковчегот не бил отворен. Не е уште отворен, а тука поминале 16 години. Ако испитаме историјата на Свети Павле, знаеме дека тој дошол во Македонија неколку пати и знаеме дека некаде во 60-та или 65-та година од нашата ера Павле бил погубен од тогашните римјани, кои што се денешните католици, со сечење на главата. По моје мислење, ова е големо нешто и затоа католичката црква во Рим и ден денес не сака да го отвори ковчегот на Павле, затоа што тие знаат дека неговата глава не е во гробот, а со тоа ќе се докажи што направиле тогашните римјани или пак денешните католици со Свети Павле. Во спротивност на тоа што му направиле Павле, ќе се вратиме да пример неколку децении уназад и ќе пронајдеме дека во македонците, тогашните македонци на Македонскиот полуостров, кога дошол Павле, го прочекале со радост, со силна верба и го поможиле со пари, храна и го снабдиле со многу други работи што му требале за неговите понатамошни патувања. Во главно можеме да речеме дека додека Павле бил несакан, ни од така наречените грци во тоа време, тие не се викале грци, фрлале по Павле со камења, некои го лукале и така натаму, што не го сакале, го нејкеле, а исто така и во Рим го нејкеле, така да на крају и му ја го погубиле со сечење на главата. Ова е од огромна важност. Во врска со Библијата, сакам да нагласам дека првата Библија кој што ја преведеле евреите од некој стар, така наречен мазоретик текст. Кога јас го најдов мазоретик текст, видов дека азбуката која што е напишан е многу слична, а некои букви се идентични со буквите на азбуката која што е најдена на Македонскиот полуостров, а тоа е од така наречената винчанска култура, која што се, како што кажав порано во поранешните емисии, се протегала од Дунав, да речеме од Словенија дури до Солунскиот залив и делови од Егејското море, мислам острови на Егејското море, како што е Тасос, например, денес. Некаде околу 6-7 век пред нашата ера, преводите почнале да се прават, евреите го преведиле најстариот текст на денешната Библија, али тој текст бил, пак ќе наречам, мазоретскиот текст, кој што се смета дека потекнувал од Асирија. И се прашуваме зошто тој текст го зеле и се прашува ова затоа што знаеме дека евреите во тоа време имале некој стар текст, се смета дека е постар од овај од асирскиот текст, кој што исто така се вика мазоретски, и протрошиле, го преводувале скоро 400 години. Ова е многу необично, затоа што ако тој текст, мазоретскиот текст, бил пишан на некаков, да речеме, јазик кој бил сличен, со азбука слична на еврејската, би требало многу кусо време да тој се преведи, а тие зеле скоро 400 години, то се 4 века. И кога јас ова го пронајдов, почнав и понатаму да испитувам кои се тие околности и како и зошто. Во овој текст, кога се напиша така наречената најстара хебрејска Библија, или Танак, евреите го замениле името на Господа. Така да по моје изговор е живе, живи, од кој што потекнува Жихова, тие го сменале името на Адонај или Елохим. Ова е од огромна важност, затоа што то и во еврејската култура и изучување се смета за нешто што не би требало да стани, да се менува името на Бог. Ќе кажам нешто на енглески, ќе прочитам тука малце на енглески. Зошто, по која причина се смена името на Господ од живе, живи, Жихова на Елоа, Елохим и исто така Адонај. Дали нешто тука се криело, дали нешто требало да се преправи, затоа што Жихова, живе,
живот се поврзува со старомакедонскиот и се славјанските јазици, затоа што живота и жихова се поврзуваат, што значува живот, на англиски life, living, existing, а исто така и Елохим значи the living one на еврејски, а пак жихова, живи и живе е најблиску до славјанските јазици. Така да ова е од in English this is of monumental significance. And the question is, прашањето е дали тоа го направиле затоа што тие установиле дека ова име се поврзува и ден денес со најголемиот народ на Европа, а тоа се славјаните, а уште повеќе нормално се поврзува и со македонскиот. И тука завршуваме, ќе се слушнеме до идниот пат. Благодарам и пријатно. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија.
последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Помеѓу кандилото на животот и кандилото на смртта се наоѓам јас, ти и сите ние. Иако кандилото на смртта гори со смирен пламен на исто ниво, кандилото пак на животот и пламенот во него се поигрува понекогаш. Танцува, а дури и испушта неразбирлив јазик што само тој и Бог знаат. Јазик на мистеријата, за да потоа смирено и горделиво, како фишек исправен, ја победил стихијата, сокривајќи го времето, денот на неговиот крај, за повторно се запали во кандилото на нов живот и со нова мистерија. Neka surli pisnat, a tapani pijat, narod da se sploti, mora da se vija. Neka surli pisnat, a tapani pijat, narod da se sploti, mora da se vija. Makedonio majko, site nas te rodi, pa to tri strani, kaj tebe ne vodi. Vardar Pirin Egej, bez granici daje, Makedonija cela, Evropa da znaje. Makedonio majko, site nas ne rodi, pa to tri strani, kaj tebe ne vodi. Vardar Pirin Egej, bez granici daje, Makedonija cela, Evropa da znaje. Moldova sonce, večno što ne gre, od tri strani narod, glasno ke zape. Moldova sonce, večno što ne gre, od tri strani narod, glasno je zape. Makedonio majko, site nas te rodi, pa to tri strani, kaj tebe ne vodi. Vardar Pirin Egej, bez granici daje, Makedonija cela, Evropa da znaje. Makedonio majko, site nas ne rodi, pa to tri strani, kaj tebe ne vodi. Vardar Pirin Egej, bez granici daje, Makedonija cela, Evropa da znaje.
site nas ne rodi, a to tri strani, kaj tebe ne vodi. Vardar Pirin Egej, bez granici daje, Makedonija cela, Evropa da znaje. Vardar Pirin Egej, bez granici daje, Makedonija cela, Evropa da znaje. Вечерашно воро нека го означи крајот на емисијава, но и да биде благодарност што и вечерва бевте со нас, а исто така ви посакуваме пријатен сон со желба и идниот петок да бидете на YouTube под The Voice of Macedonia од 8 часот навечер. Но затоа пак слушајте не в недела од 6 часот попладне на брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на радиопрограмата Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.